Добро вечер, почитувани гледачи. Граѓаните често не се запознаени доволно со своите права или со законите. И затоа секојдневно се сретнуваме со сведоштва на луѓе чии животи се свртеле наопаку и станале вистински пекол, бидејќи нивната наивност или пак незнаење било злоупотребено од извршители, нотари, банки, државни службеници или институции од системот. Народниот правобранител е исклучително важна алка од решението за овие проблеми, а понекогаш и единствена инстанца во државата кај која граѓаните може да се обратат и да бараат заштита на своите права. За тоа кој, колку и како ги злоупотребува своите положби и ингеренции и зашто најмногу граѓаните поднесуваат поплаки, вечерва ќе зборуваме со народниот правобранител Насер Зибери. Господине Зибери, добро вечер. Добро вечер. Би сакал за самиот почеток една куса анализа за тоа дали и колку во Македонија се почитуваат правата на граѓаните. Најкраткиот одговор би бил дека делумно се почитуваат. Се разбира во одредени области и за одредени прашања има висока свест и сензитивност, но во одредени области и за одредени прашања за жал заостануваме и тоа поприлично. Кои се тие За илустрација на ова моја констатација е веќе наведам неколку примери. Ние годишно правиме по 2 анализи за работењето на институцијата Народен правобранител, каде што ги анализираме постапувањата на органите по поднесените барања на Народниот правобранител, за да видиме колку се експедитивни органите во постапувањата кои ние ги бараме од нив. А кои се нивна обврска? Се разбира, согласно Уставот, Законот за Народен правобранител, се нивна обврска. Колку тие органи даваат благовремени одговори, колку се квалитетни или само формални одговори и така натака. И таа анализа и минатата и оваа година за првите 6 месеци покажа дека постапувањето по конкретни предмети, што значи по представка на граѓаните, институциите се ревностни и одговараат на време, се разбира не сите, и по утврдените повреди на правата на граѓаните ги прифаќаат препораките на Народниот правобранител. Додека во одредени области, каде што Народниот правобранител има надлежност да укаже, да дава препораки, да покрене иницијатива за измени на нормативите, односно законите, за жал можам слободно да констатирам дека совеста, свеста и обврската законска која имаат органите е крајно ниска, односно незадоволителна. А дека нема доволно чувство за заштита на правата на граѓаните, говори и фактот што во последните 3 години перманентно буџетот на Народниот правобранител се скратува, односно се намалуваат средствата за вршење на истражувања по одредени области, за ангажирање на експерти во одредени специјални и специјализирани области, во делот на активностите за видливоста на институцијата. Мислите дека тоа е случајно? Не мислам дека е случајно. И сето тоа укажува на фактот дека државата, односно владата, нема доволен сенс за состојбата во областа на заштитата на човековите права. Ние, како што знаете, сме во почетна фаза на отварање на преговорите со Европска Унија и неслучајно во делот на фундаменталните права Народниот правобранител е ставен како носител на активностите во преговорите токму во областа на заштита на човековите права. Тоа ми дава надеж дека конечно владата ќе се освести за важноста на темата, на прашањата во областа на заштита на човековите права и таа состојба ќе се промени. Дозволете и финансиска поддршка. Се разбира и финансиска поддршка. Дозволете ми само накратко да ви изнесам податок од анализата што ја спомнав. Од вкупно 360 мислења, укажувања и препораки кои ги имаме доставено, за 226 или 62,78
органите ги прифатиле препораките и постапувале по насоките на народниот правобранител. За 72 се превземени сите действија, а органите не одговориле. Не одговориле, не постапиле, не превземале ништо. Ова е сериозен процент кој укажува на односот, односно неодговорниот однос на институциите кон институцијата народен правобранител, односно заштитата на човековите права, додека 17% од постапките се во тек. Во овој период народниот правобранител има вкупно превземено 56 извештаи за попреченост на работата на народниот правобранител. Овој податок е многу битен. Значи, согласно Законот за народен правобранител, органите кои не одговараат на укажувањата на народниот правобранител, попречуваат вашата работа, јасно. Тоа се квалификува како попречување на работата на народниот правобранител. Значи, само за 6 месеци имаме 56 случаи од ова година, од 2022 година, имаме 56 попречувања на работата на народниот правобранител. И соодветно на тоа народниот правобранител има поднесено 12 информации до министри, зашто носители на ваквите действија, односно попречување на работата на народниот правобранител се во институциите, односно министерствата. 16 информации со посебни извештаи до други органи и организации и дури 28 информации завршиле до владата како највисок орган во извршната власт. За жал, одговорот се уште го немаме добиено по овие реакции на народниот правобранител и упатување, укажување до повисоко предпоставените органи, како што наложува народниот правобранител. Со ова сакав да ви доловам општата слика генерална каква е состојбата со заштитата и почитувањето на човековите права. Штом вас не ве почитуваат, тогаш како и граѓаните да ги почитуваат. Во ред, сега одиме со реклами и потоа се враќаме во студио да дебатираме со народниот правобранител за конкретни теми, предмети и области кои што најмногу ги тангираат граѓаните во Македонија. Се враќаме во студиото. Гостин во топ тема е народниот правобранител, господинот Насер Зибери. Господине Зибери, побаравте измени на два закони, на Законот за облигациони односи и за извршување во корист на граѓаните. Доколку се усвојат овие измени, ќе ги тангираат извршителите и банките и, ако слободно може да кажам, ќе добиете доста моќен непријател. Минатата недела поднесовте иницијатива за измени во делот на наплатата на казнената камата во процесот на извршување и затоа ве молам малце во детали да ни објасните за што точно станува збор, што се тие измени и што ќе значат тие измени за должниците, затоа што голем број, значи десетици илјади луѓе се засегнати во моментов во Македонија со процесот на извршување. По поднесување на годишниот извештај до собранието и анализата што ја направивме, утврдивме дека најголем број на представки на граѓаните доаѓаат во областа на правосудството и тука доминантно извршувањето. Ако не е тајна, колку се оваа година? До заклучно со денешниот ден 277 представки. Само за извршување? Да. И установивме дека голем број на представките доаѓаат како резултат на превисоките камати кои ги наплатуваат извршителите, како резултат на налозите за извршување кои се поднесуваат до нив. Да, и премии. И како проблем уочивме дека одредени случаи каматата и поготово затезната и казнената камата представува сериозен проблем. Од причини што таа не е лимитирана, односно таа продолжува да тече до целосно подмирување на сите обврски на должникот и према доверителот, и према нотарот, и према извршителот. И следствено на тоа, имајќи ја во предвид состојбата социјално-економска на граѓаните, се доведуваат во ситуација да не можат долг период да го отплатат
тој долг по сите основи. Или воопшто да не може да го отплатат. Имаме и такви случаи кога граѓаните не се во состојба додека се живи да го исплатат Јас долгот. имам конкретно таков случај. Имам сретнато таков случај. Станува збор за долг. Еден вид на долг пребивање, еден вид на долг до околу 20.000 евра е. Пресудата е 2012 со пресуда да се одбива 1/3 од плата, потоа од пензија, годинава веќе е исплатен долгот, исплатена е нотарската премија, граѓанинот се јавува кај извршителот и извршителската премија, извинете, се јавува кај извршителот, му вика јас платив се уште колку треба, за да каже вие сега имате камата да плаќате, и тоа камата од 2010 на таа сума, така што извинете што може што ќе ве разочарам, но вие ќе плаќате до крај на живот, додека сте живи. Тоа не е во ред. Да, за жал така е. Значи, проблемот со казнената камата создава доживотни проблеми кон граѓаните. Ги прави должници, заложници, робови цел живот. Точно. Бидејќи средствата со кои располагаат не се од таков обем одеднаш да се исплати целиот долг. И како така, значи по 1/3 или 1/5 колку им се задржува од нивните примања, 1/3, тие граѓани не се во состојба никогаш да се ослободат од казнената камата, која постојано пристигнува и постојано го зголемува долгот кој граѓаните го имаат кон доверителите, односно кон извршителите како субјекти кои постапуваат по тие налози. Вие спомнавте еден пример, јас имам милион примери каде што долгот изнесува, да речеме, 500.000, до денот кога се обратил до Народниот правобранител, должникот платил 1.500.000, 2.000 денари за долг од 500. Милиони, за долг од 500.000 и должи уште толку. Од тие наплатени средства, дури 70% се по основ на камата. Нелогично е. Како си дозволивме? Неправедно е за одреден долг да се става камата која е 2 пати, 3 пати, дури 10 пати поголема од основицата на долгот што го има должникот према доверителот. И од тие причини ние покренавме иницијатива за разгледување на состојбата и детектирање на проблемот. И утврдивме дека законодавецот во 2020 година има извршено измени во Законот за облигациони односи во делот на договорната камата. И истата ја ограничува до висина на основниот долг. Но не ја лимитира и казнената камата. И затоа граѓаните продолжуваат да стануваат заложници. Во суштина е клучниот проблем, казнената камата. И затоа ние предлагаме односно покренавме иницијатива, зашто ние не сме по уставот овластен предлагач, да доставиме иницијатива, тоа е наша надлежност, до надлежниот предлагач, во случаја владата, да поведе постапка за измена на Законот за облигациони односи, конкретно на членот 268б, каде што ќе се превземе истата одредба која ќе вели кога висината на казнената камата ќе го достигне износот на основниот долг, односно главницата, казнената камата исто така да престанува. И со тоа, значи, граѓаните да не се доведат во ситуација додека се живи да плаќаат камати. Некој повторно ќе мора да плаќаат, сигурно, но... Да, ќе плати, но... До крајот на животот, но плаќањето ќе биде, многу по-фер, по-реално и по-објективно. Да, ќе има далеко пониски суми. И соодветно на тоа побаравме да претрпи измени и Законот за извршување. Зашто во членот 18 вели дека извршителот ќе наплаќа од сметките на должникот се до целосната наплата на сите побарувања по сите основи, што значи и по основ на казнена
камата. До бесконечност. До бесконечност. И затоа и таму предлагаме да извршителот, кога сумата на втасаните и неисплатените камати ќе ја достигнува главницата, извршителот во постапката на извршување престанува да пресметува и наплатува камата и законска казнена камата. И затоа одредбите од Законот за облигациони односи се поврзани со Законот за извршување и на тој начин ќе го затвориме по целост проблемот. Што очекувате? Да се прифатат или да се отфрлат? Со оглед на овој факт, видов дека налетав на информација дека минатата година има 123.668 примени барања за извршување кај сите извршители во Македонија. 130.000 нето добивка е најголемиот профит кој го остварил еден извршител минатата година. Што очекувате вие? Како што кажав, моќен непријатно. Се разбира дека со ова иницијатива ќе бидат засегнати одредени компании кои имаат многу побарувања кон должниците. Ќе бидат засегнати банки, ќе бидат засегнати и други структури во државата, ќе бидат засегнати 100.000 граѓани. Но јавниот интерес е поголем во споредба со интересот на овие структури. Односно, и јас сум народен правобранител и сум должен да ги штитам правата на граѓаните. И во случаев поднесувам иницијатива токму во насока на заштита на нивните права. Зашто сметам дека не е коректно за дел од некој долг, некој да се оптерети цел живот и да не може да се ослободи од плаќање на камата. Мислам дека собранието, владата пред се како предлагач ќе смогнат сили и ќе одговарат позитивно и проблемот еднаш за секогаш да се затвори. Тука би сакал да погледнеме изјавата на министерот за правда Никола Тупанчевски дадена минатата недела во четвртокот, ден по поднесувањето на вашата иницијатива. Станува збор за колку што успеав да го разберам од неговата изјава дека треба всушност да бидат ограничени каматите да не бидат повисоки од основниот долг што е. Да не забораваме дека законот за извршување всушност не е уредува ова материја. Ова е материја која што е дел од Законот за облигациони односи, а во моментов формирана е работна група, се работи на граѓанскиот кодекс, граѓанскиот законник, во кој што влегува и Законот за облигациони односи. Во таа насока сите сугестии од страна, дури од страна на народниот правобранител, треба да бидат доставени до работната група, која што веќе постои, која што работи на измени дополни на Законот за облигациони односи и да биде постапено во зависност од целисходноста на предлозите. Дали ќе прифатите иницијативата на народниот правобранител? Која иницијативата на народниот правобранител? Значи, јас како министер немам ни овластување ни надлежност да ја прифатам иницијативата. Има работна група, ќе биде доставена и работната група ќе се произнесе по тоа. Господине Зибери, тропате ли на погрешна врата овде конкретно или кога станува збор за оваа иницијатива и за ова прашање, овој проблем со каматите, сите врати се погрешни на кои што тропате? Не, јас тропам на вистинската врата, тоа е владата. Како надлежен предлагач, овластен по уставот, и иницијативата е доставена до владата, а владата се разбира ќе ја препрати до надлежното министерство, тоа е Министерството за правда. Тоа е прво прашање. Второ, идејата или сугестијата да ова прашање се пренесе на работната група која работи на измени, односно кодификација на граѓанското законодавство е погрешна адреса. Таа е погрешната адреса, не нашата. Зошто е погрешна? Прво, да ја искористам можноста да ја информирам јавноста дека таа работна група всушност е формирана пред 10 години и се уште нема никакви резултати во однос на кодификација на граѓанското законодавство. Најверојатно ради тоа таму ја праќаат. Да, тоа е прво. Второ, повикувањето на упатување на друга адреса, при тоа иземајќи го извршувањето, односно законот за извршување, мислам дека не е правилно. Јас пред малку цитирав член одредба од законот за извршување во членот 18, кој вели дека извршителот ќе наплатува се до целосното
подмирување на побарувањата по сите основи, што значи по основна извршителски услуги, нотарски услуги, основен долг, договорна камата, казнена камата. И за сите овие прашања, значи, мора да се стави некој лимит. И извршителот да не може да продолжува да пресметува камата. Во моментот кога затезната камата по сите основи и по главното побарување и по извршителските услуги, по нотарските услуги да не се пресметува. Односно да престане да се пресметува кога истата ќе ја достигне висината на главниот долг. Од тука сметам дека владата треба посериозно да го разгледа прашањето и на тој начин навистина граѓаните да имаат можност да плаќаат, се разбира, камата, казнена камата, но разумна, а не граѓаните да се претварат во робови кон доверителите, кон извршителите и така натака. Кога станува збор за извршување, има пропис од регулативата е да се запира 1/3 од примањата, плата или пензија. Јас имам пример каде што на едно лице, на еден граѓанин овде од Скопје, му беше блокирана трансакцијската сметка. Му беа блокирани сите примања 4 месеци по основ на неплатен данок. На барање на град Скопје, УЈП ја блокира, човекот си игра пинг-понг институциите. Од град Скопје му велат оди шалтер 4 УЈП, од шалтер 4 УЈП му викаат барака 13 во град Скопје, барака 13 вика не шалтер 6 во УЈП, не во барака 15 и така тоа траеше 4-5 месеци додека да му ја одблокираат сметката. Во вакви случаи што треба да превземат граѓаните? Да се обратат кај вас, што треба? Комплетно блокирање на трансакцијската сметка на сите примања е недозволиво. Е кривично дело. Да, е недозволиво. А се случува? Да, и во овие представки што ги имате, 277, има вакви случаи? Да, има. Па како? По основ на неплатен данок на имот или по други основи. И тука веќе зборуваме за државни институции. Да, за управа за јавни приходи, општини, град Скопје, да, кои го прекршуваат законот и вршат забрана на располагање со средства на целата сметка, односно трансакцијска сметка која имат граѓаните. А најголемиот број на тие граѓани, единствен извор на приходи им се средствата кои им пристигнуваат на трансакцијската сметка. И тие прават повреда на законот за даночна постапка и законот за даноци на имот. Свесно ја прават. Да. И ние често пати упатуваме барање тие постапки да се запират, односно тие институции да постапуваат согласно законот, да не можат да блокираат цела трансакцијска сметка, односно сметка во одредена банка, толку колку што дозволува законот, до 1/3. И соодветно на тоа има две иницијативи и Народниот правобранител и 2014 и во 2017 и за жал институциите не покренуваат постапка за заострување на мерките за прекршителите. Односно, институциите. Изрично во Законот за даночна постапка и Законот за данок на имот да се наведе дека не смеат да блокираат целосни сметки на граѓаните. Кажете, што треба граѓаните да направат тогаш? Еве, им ја блокираат сметката за да не им се случува тоа што се случи со примерот што ви го кажав. Оди од таа барака на тој шалтер. Што да превземат? Да дојдат кај вас, да одат во банка, каде? Што? Доколку ги српиле сите овие процедурални лавиринти и не успеваат да се одблокираат, може да поднесат представка до Народниот правобранител, но исто така и да покренат судска постапка за повреда на нивните права. Најавивте дека ќе отворите предмет за наплатата на мрежната дистрибуција на електрична енергија. Таа е новина во сметките на граѓаните, буквално предизвика лавина реакции во јавноста. Кажете ми што се случува со оваа постапка? Што се случува со МЕПСО, со ЕВН, контактиравте ли, разговаравте? Да,
по стапување на сила на новата регулатива, односно од новиот правилник за пресметување на висината на електричната енергија, почна да пристигнуваат сериозен број на представки на граѓани 157, како што може да видам, за услуги за електрична енергија. За тоа дека им се пресметува превисок износ на сметка на пренос и пренос на електрична и дистрибуција на електрична енергија. Согледувајќи ја состојбата, ние покренавме по сопствена иницијатива еден предмет кој значеше добивање на информации за тоа прво од кога е воведена оваа давачка, како се пресметува истата, кај кои институции одат средствата, како се искористуваат истите и така натака. И соодветно на тоа упативме барање за информација до регулаторната комисија, до ЕВН, до МЕПСО и до ЕЛЕМ. Што ви одговори? Да, до сега добивме информации од сите институции и одговорот е следен, дека оваа давачка всушност согласно Законот за енергетика постоела и порано. Но со најновите измени од јули 2022 година им е наложено на универзалниот снабдувач да прави разграничување на давачките кои се даваат. Да, тоа е по европска регулатива, мора да се наведат сите трошоци што ги плаќа граѓанин. Да, и тоа мислам дека е коректно, бидејќи тоа е транспарентно прикажување на висината на сметката што ја плаќа граѓанинот. И универзалниот снабдувач почна да испорачува фактури, односно сметки, каде што се прикажува износот за потрошената електрична енергија и износот за пренос и дистрибуција. Кој што е двојно, некогаш понекогаш е многу висок или повисок и од износот на потрошената електрична енергија. Дозволете ми друго сакам да споделам со јавноста. Во постапувањето на универзалниот снабдувач не се почитува до крај и регулативата и Законот за енергетика. Зошто согласно законот универзалниот снабдувач треба да ги раздвои и износите. Колку се плаќа за пренос, колку се плаќа за дистрибуција, што во случајов не се прави. Зошто е тоа потребно? Зошто средствата кои се плаќаат за пренос се плаќаат за МЕПСО, додека средствата кои се за дистрибуција одат за електродистрибуција, ЕВН дистрибуција. И од одговорите што ги добивме од надлежните органи и од МЕПСО и од регулаторната комисија, установивме дека износот кој се плаќа за пренос, а кој оди на сметката на МЕПСО, е многу помал, далеко помал, и со последните измени на регулативата тој дури е намален. Додека износот кој се плаќа за дистрибуција, кој оди во ЕВН дистрибуција, не само што пораснал, туку два пати повеќе е повисок од претходната. И тоа создава дополнителни трошоци. Ние понатака се обидовме да ја откриеме методологијата на пресметување на износот кој треба да се плати за тоа и наидовме на начин на утврдување на тој износ кој е многу комплициран и кој ќе бара дополнителни анализи, дури и да ангажираме и соодветни стручни лица кои ќе ни дават точна, јасна представа како се пресметува износот за пренос. Секако регулаторите комплицирано е во регулаторната, колку се плаќа за дистрибуција и дали е тоа најсоодветниот начин на пресметување на истиот. Но првично што видовте е дека нема правилен сооднос, нема еднаков сооднос помеѓу МЕПСО и ЕВН. Апсолутно дека не е, но се разбира дека тоа има причина. Сега треба да ги утврдиме причините зашто тоа е така и дали е тоа најсоодветниот начин на пресметување на висината на преносот на електрична енергија до граѓаните и другите корисници. Господин Езибери, во момент се наоѓаме во
може да кажам и во пикот на економско-енергетската криза, како што покажува анализата, имате 2514 предмети на кои што работите, преставки, да. Во моментов колку се од областа на потрошувачки права? Па потрошувачките права се една од... Колку се незадоволни граѓаните во оваа област? Од доминантните преставки кои доаѓаат после преставките во областа на правосудството, односно извршувањето, како што ви реков, и потрошувачките права завзимаат сериозна бројка. 277 преставки се само за потрошувачки права, а при тоа за услуги за електрична енергија се 157. Да. Најбројни се од областа на услугите за електрична енергија, потоа преставките за испорака на вода и други комунални услуги и така натака. Сега, би сакал да се префрлиме на една друга тема која што вие ја работите и која што секако е една од клучните ваши обврски, а тоа се правата на притворениците и на осудениците. Вие сте една од ретките институции што секогаш има пристап до казнено-поправните институции и установи. Извинете, и ме интересира, кажете ми какви се условите во македонските затвори? Дали му е впечаток дека осуденикот е два пати казнет, еднаш со пресуда, еднаш што мора да иде да издржува казната во таков објект е точен или се сменило нешто? За жал не е променета состојбата која со години Народниот правобранител, Националниот превентивен механизам кој ги наблудува условите во затворите и начинот на извршување на санкциите. И констатациите наши се дека состојбата не ги задоволува минималните дури меѓународни стандарди. И затоа имаме перманентно укажување дека... Да, во секој израз. Да. Еве, како прво, во последните години се соочуваме со прекубројност на популацијата која се сместува во затворите, односно казнено-поправните установи. За ваша информација, со состојба од пред недела дена, со 14.10.2022 година, во 80% од установите има прекубројност. Во затворот Скопје, каде што е и притворското одделение, дури 40 лица се над капацитетот што го има установата. Во затворот Тетово 33, во Прилеп 27, во Идризово 96, во Штип 100. 100? Да. И така натака. Штип не е толку голем затвор за да може да има... Да не ги набројувам. Да, вкупниот капацитет на Штип е попатно да спомнам дека е 139, а моментално се сместени 239. Да. Значи, преку бројноста почнува да станува сериозен проблем во сите установи, во сите затвори. Втор проблем се условите. Во годишниот извештај на Народниот правобранител Национален превентивен механизам дојдовме до фрапантни податоци. Најдраматична е ситуацијата во затворот Идризово, во затвореното одделение, каде што дури имаме случаи каде што влагата е неколкократно повисока од дозволената, каде што нема основни санитарни услови во кои живее таа популација, дека условите други за сместување се под секакво достоинствено третирање на затворениците. И тука доаѓаме до вашата констатација дали два пати ги казнуваме лицата кои доаѓаат во судир со законот. Трет проблем е здравствената заштита. Тоа сакам да ја прашам, со оглед дека условите се лоши, сигурно и здравјето на притворениците и осудениците не е на високо ниво. Констатациите. На страна со болести, зависности. И четврто, постапувањето со нив, односно процесот на
ресоциализација. Значи, во сите сегменти, како што ги наброев, имаме сериозни проблеми. Во делот на здравствената заштита имаме сериозен проблем во смисла на основните услови каде што се изведува таа здравствена заштита. Амбулантите, опременоста на амбулантите, опременоста со лекарства, екипираноста на персоналот кој ја пружа здравствената заштита. Значи, во сите сегменти на здравствената заштита на овие лица е под нивото кое е потребно. Дури најдовме доктор на 100 затвореници. Да, дури најдовме до податок дека одредени лица кои бараат здравствена услуга од стоматолошката област биле одбиени од Универзитетската клиничка болница, стоматолошката болница, од причина што одредени услуги на таа клиника се наплатуваат. Добро. А надлежната институција, во случај в затворот, не ги плаќала на време трошоците кои се потребни за лекување на овие лица. Затворската управа должи по болници. Да, должи по болници. И по наша интервенција тој проблем се надмина, но имавме конкретно представка на 4 затвореници кои се жалат дека ги одбива стоматолошката универзитетска клиника и не им ја дава здравствената услуга. Да не зборуваме за специјализираниот кадар, како што се психијатрите. Согласно законот, секоја установа казнено поправна треба да има свој психијатар. За жал, ни една нема. Ниту една? Ниту една нема. Се користат услугите од здравствените домови, кои не секогаш се навремени. Се користат здравствени услуги кои им се дава со закаснување. Да. И здравствената заштита во затворите станува заложник на системско решение, уште една од решенијата за кои Народниот правобранител планира да поведе иницијатива. Зошто? Зошто со последните измени на Законот за извршување на санкции, надлежноста на здравствената заштита кон затворениците премина од затворите и управата за извршување на санкции на Министерството за здравство. И сега се игра пинг-понг помеѓу управите на затворите и управите на јавните здравствени установи. Во смисла на тоа да управите на затворите не ги контролираат услугите кои ги даваат, зашто тие не одговараат. Да. И често пати управите на затворите се принудуваат да бараат алтернативни решенија за овозможување здравствена заштита на затворениците. Овде сега ќе одиме со реклами и потоа се враќаме во студио. Имаме уште една интересна тема која што верувам дека ќе ги тангира голем дел од нашите гледачи. Во студиото сме со народниот правобранител, господинот Насер Зибери. За крај, како последна тема, би сакал да разговараме околу образованието во Македонија. Немаме свидетелства, немаме учебници, немаме доволно стручен кадар, немаме асистенти, образовни асистенти. Колку се кршат правата на децата, на граѓаните, на семејството во овој сегмент образованието, барем мене лично ми изгледа да не звучам субјективно, како една од најслабите алки во нашиот систем. Плюс на почетокот на оваа училишна година имавте информација до Министерството за образование и за едно од овие прашања. Кажете ми, кој е ставот на народниот правобранител овде околу образованието? Што се случува според вас? И што треба да се направи секако? Секој почеток на учебна година ги сфрлува на површина проблемите во сегментот образование. И тука се наставниот кадар, екипираноста, условите под кои се изведува наставата, учебниците, и инклузивното образование, свидетелства и така натака.
И тоа е за жал проблем кој со години се провлекува. И народниот правобранител перманентно секоја година укажува и предупредува на проблемите со кои се сочуваат граѓаните. Тука се и превозот на учениците, па неплатени трошоци за превозот и така натака и така натака. За жал, Министерството за образование недоволно е кооперативна со институцијата Народен правобранител. Што значи недоволно? Недоволно. Да не биде политички израз. Што е недоволно? Не е политички, туку конкретен израз дека на одредени препораки кои ги даваме ние не одговарат или формално одговарат и не ги применуваат. Например? Например, со свидетелствата. Го кажавме навреме дека учениците, децата не смеат да останат без свидетелства, без дипломи, без одветни исправи. Укажавме навреме околу инклузивното образование на лицата со попреченост. Иако мора да признам дека тука е направен сериозен чекор напред, бидејќи таа како обврска се вметна во Законот за основно образование, но не се вметна и во Законот за високо образование. Една од нашите укажувања е дека тоа час поскоро треба да биде регулирана и во Законот за средно образование. За сега тоа е само проектна задача која се изведува таму каде што UNDP ги финансира трошоците за ангажирање на наставници, ама тоа не е обврска на државата и не сите се вклучени во системот. Во основното образование барањата се многу поголеми од капацитетот кој училиштата со ресурсен центар располагаат со соодветен кадар. И затоа ката дневно добивавме на почетокот на образовниот процес жалби, поплаки и преставки од родителите, зашто училиштата не овозможуваат ангажирање на образовни и лични асистенти. Значи, има сериозни проблеми во областа и, како што кажав, не секогаш се спремни да постапуваат по укажувањата. Се разбира, ја разбирам и проблематиката на средствата со кои располага Министерството за образование, Министерството за труд и социјална политика, но тоа не треба да оди на штета. Тоа не е изговор. Тоа не треба да оди на штета на учениците и на родителите. И патем да го спомнувам како еклатантен и примерот и некооперативноста на Министерството за образование со децата сместени во воспитно-поправниот дом во Тетово. Кажете што се случува таму, да. Кои не следат настава. Воопшто не следат настава. Воопшто. И тоа е сериозно прекршување на основните човекови права и правата на детето. Па добро, што ви одговори? Зашто не следат настава? Не следат настава, бидејќи Министерството за образование не обезбедува средства за да ангажира доволен кадар. До минатата година UNDP имаше една програма за ангажирање. Затоа ќе имаме малолетници кои што веќе имаат проблеми со своето однесување, размислување и расудување и како капак на сето тоа, уште нема никој да ги образува, да ги школува, да ги поучи. А таму има деца, при последната посета, пред десетина дена која направивме, има деца кои воопште немаат отпочнет образовен процес. Значи, целосно неписмени. Има одредена категорија кои имаат следена настава до 4-то оделение. И одредена категорија кои во меѓувреме од 4-то до 9-то оделение го имат прекинато процесот на образование како резултат на изрекување на мерката. И што очекуваат надлежните дека ќе се случи кога тие деца ќе завршат со... Сакам да кажам, на ваквата ситуација ние укажуваме дека таа директно ги крши правата на детето и таа е недозволива ситуација. Не им дава шанса. И затоа дадовме и препорака. Министерството за образование да најде соодветни средства за да се ангажира перманентен кадар кој ќе биде вработен во воспитно-образовната институција. Доколку тоа не е возможно, да
се координираат активностите со локалната самоуправа и наставниците кои немаат полн фонд на часови да бидат ангажирани со предавање во оваа установа, а следствено на тоа да им се надоместат трошоците. Добро, очигледно е решение дека има, мене ми не... Значи и по рационално и по во интерес на децата. А за жал не се постапува и тоа е еден од проблемите. Нефрапантно е да оставиш деца кои што дошле во судир со законот да ги оставиш неписмени, тоа е недопустиво. Да не спомнувам тука случајот со децата кои се упатени на воспитно-поправна мерка од женскиот пол, каде и условите за сместување се приказна за себе. За крај би сакал да разговараме малце околу собранието. Вие сте парламентарен омбудсман, што подразбира дека вашата работа е тесно поврзана, вашата работа е со собранието. Вие според законите и прописите еднаш годишно доставувате извештај до собранието со ваши препораки. Еве го извештајот од 2021 година. Да, со општи препораки. Имав прилика да го разлистам. Многу забелешки, исто така и многу препораки. Ова го доставувате до Комисијата за политички систем, која што врз основа на препораките треба да изготви мерки, тие мерки да ги достави до владата, да ги усвои собранието, владата да ги примени. Собранието да контролира. Колку функционира овој механизам, односно колку не функционира, дали нефункционалноста на собранието влијае врз вашата работа? За жал не функционира, да не кажем тотално не функционира. За илустрација ќе го наведам минатогодишниот извештај. Извештајот не, пред овој 2020. Согласно законот, народниот правобранител до 31 март треба да го достави до собранието на разгледување годишниот извештај. А собранието треба да ги утврди, значи, мерките по однос на општите препораки кои произлегуваат од извештајот. И тие мерки да ги упати до владата, која два пати треба да го извести собранието за тоа што е превземено согласно тие препораки. Извештајот беше разгледан во текот на месец април. Знаете кога ги утврди мерките собранието? Во декември. Како ќе се постапи по тие? Само 8 месеци подоцна. Да. Значи, годината поминала, тогаш собранието ги става на дневен ред препораките. Оваа година иста е ситуацијата. Сега сме крај на месец октомври, уште не се усвоени препораките. Одлично. И затоа владата се чувствува комотна, зашто нема обврска да постапува по мерките кои ќе ги утврди собранието, апропо општите препораки на народниот правобранител. И не само тоа, значи детектиравме огромен број на пропусти и многу нема координација, нема ни слух ни координација. Или да не го спомнувам случајот со изборот на замениците на народниот правобранител. Еве година и пол се дадени предлозите до собранието не смогнува сили истите да ги избере или да ги одбие. На крајот ако смета дека сум дал несоодветен предлог. Но не смее да чека толку. Еклатантна е ситуацијата со регионалните канцеларии. Во канцеларијата во Штип, канцеларија која по актот на систематизација треба да има 7 вработени, има само архивар. Само еден архивар. Господине Зибери, верувам дека има уште многу да разговараме, уште многу примери конкретни за тоа што се треба да се поправи во системот и во општеството и како треба да се заштитат граѓаните од самиот систем, но за жал не истече времето во емисијата. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете на програмата на телевизија Телма.